Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Иницијативниот одбор на пензионерските здруженија Достоинствен живот од Прилеп упатија порака дека не делуваат политички, туку единствено за заштита на правата на пензионерите. Прилеп најверојатно ќе биде општина со најмногу независни кандидати за градоначалници. Во манастирот Свети Ѓорѓија кај Прилеп, кој се наоѓа над Бештачкото езеро, по 17-ти пат се одржува меѓународната ликовна колонија Марко Цепенков Древн 2025-та. Од полициската хроника бележиме уште една пријава за закани, заради што прилепчанец е приведен. Времето денеска сончево и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Пензионерските здруженија Достоинствен живот од Прилеп упатија порака дека не делуваат политички, туку единствено за заштита на правата на пензионерите. На денешната средба представници од повеќе градови посочија дека од поодамна бараат квалитетен закон за пензионери, а веќе имаат доставено предлог инклузивно законско решение за пензионери, кое што нема да биде зависно од политичките субјекти. Но ние, почитувани, излеговме како здружение на пензионери, никако како партија. Значи, ние не сме партиски определени. Ние делуваме како Здружение на Република Македонија и ќе останеме како такви. Луѓето кои што се определиле, односно пензионерите, да одат и да се приклучат кон некоја партија, па макар и партија на пензионери, да е сепак е партија. Ние, како Здружение на пензионери, од таквите пензионери се оградуваме. Излеговме со парола дека тој што ќе предложи нов квалитетен закон за пензионерите ќе го добие гласот на пензионерите. Во меѓувреме ние сами изготвивме закон и го приложивме, го доставивме секаде каде што имаше потреба и не интересира до каде е работата со тој предлог закон кој би ги решил проблемите на сите пензионери во иднина. Нашето здружение е прво здружение кое што предложи нов предлог закон за пензионери кои што имат инклузивен карактер. Значи карактер кој што треба да се гради, да речем, една структура, некаде 3-4 години, за да не биде зависна од политичките субјекти во држава, закон кој што ќе покриет
потребите особено на најранливите групи, закон кој што ќе биде паралелен на соодносот помеѓу платите и пензиите. Да речеме, тоа би било сооднос 1:4 или би рекол 70% од просечната плата би изнесува просечната пензија. Општина Прилеп најверојатно ќе биде подрачје на која ќе има најмногу независни кандидати за градоначалник, бидејќи во Прилеп потребните 2 потписи ги собрале 6 граѓани. Ова го покажуваат последните податоци на Државната изборна комисија, соопштени вчера попладне 10 часа пред крајниот рок за собирање на потписите, а кој истече заклучно со полноќ на 1 септември. Според податоците на Државната изборна комисија, до денеска попладне се собираа потписи за кандидати за градоначалници во 19 општини за 32 кандидати, а за советнички листи во 15 општини за 17 листи. Според последната статистика, за градоначалници собираат потписи во следните општини: Македонска Каменица 2 кандидати, Куманово, Охрид, Дебарца, Струга, Дебар, Центар, Демеркапија, Македонски Брод, Кочани, Битола 2 кандидати, Могила, Новаци 2 кандидати, Гостивар, Демерхисар 5 кандидати, Прилеп 6 кандидати, Долнени, Шуто, Ризари и град Скопје, а за совети на општините во Куманово, Старо Нагоричане, Струга, Дебар, Свети Николе, Лозово, Карпош, Македонски Брод, Кочани, Чешиново, Облешево, Битола 2 листи, Прилеп 2 листи, Долнени, Чучерсандево и Могила информираат денеска од Државната изборна комисија. Во Полнеке, 17-тата меѓународна ликовна колонија Марко Цепенков Дрен 2025, што се одржува во манастирот Свети Ѓорѓија, кој ќе трае до 5 септември. Во преубавата природа, во пријатна атмосфера, творат уметници од земјава Хрватска, Србија, Црнагора. Уметниците работат на слободна тема. Велат дека природата е преубава, дека се дружат и ќе создадат вредни дела. Дел од македонските уметници, учесници на колонијата, велат дека се задоволни од организацијата, од дружењето и што имаат можност да разменуваат искуства. Се очекува уметниците да создадат нови уметнички дела што ќе бидат дел од богатата збирка на Центарот за култура, а создадените дела на годинешната колонија ќе бидат презентирани на изложба во Центарот во ноември. Колонијата се реализира со финансиска поддршка на Министерството за култура и туризам, а досега збирката на слики и скулптури создадени на колонијата надминува бројка од 430 дела. Од полициската хроника. На 1 септември во 11 часот и 30 минути на улица Коле Неделковски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода лицето ГД, 41 годишен од Прилеп, постапувајќи по претходна пријава дека околу 10 часот упатувал закани со остар предмет кон 37 годишниот МС од Прилеп. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Во Прилеп времето сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура се спушти до 14, а максималната ќе достигне до 30 степени. Во среда и четврток времето ќе биде променливо облачно, наместа нестабилно со пореен дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Потоа следи стабилизирање на времето. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.